Ова се најавите за денес. Управата за јавни приходи со засилени контроли во туристичките места во пресрет на празниците. Премиерот бара вонредни инспекцијски контроли кај трговците, како основни прехранбени намирници поскапуваат во изминатите денови. Во тек се подготовките за бадниковата поворка во Охрид. Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила неправилности при контролата на новогодишните пакетчиња. Одбележани 100 години од смртта на охридскиот револуционер Петар Чаулев. За најавените и за останатите содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, ветровито и студено. Над 400 метри надморска висина со врнежи од снег. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе преовладува претежно облачно време со слаби локални врнежи од дожд и снег. Утре во најголем дел од Европа претежно стабилно и релативно топло време за овој период од годината. Локални врнежи се очекуваат во Велика Британија и на југ од Скандинавија. Врнежи од дожд и снег се очекуваат на Балканскиот полуостров. Во централните, јужните и источните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, ветровито и студено. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 1 до 12 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд, ветровито и студено. Над 400 метри надморска висина со врнежи од снег. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 50 км на час. Минималните температури ќе се движат од -4 до 5 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од -1 до 9 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, ветровито и свежо. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 4 степен. Во четврток и петок во Охрид ќе преовладува претежно облачно, ветровито и студено време. Минималната температура од 0, односно -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 4, односно до 2 степени. Во сабота претежно облачно и нестабилно време со услови за слаби врнежи од снег и студено. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 0 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект,
кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Beckament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Празничната еуфорија е во полн ек. Пред новогодишно се јаде и пие. Забави во сите локали. Но данокот мора да се плати, и тоа не само за храната и за пијалоците, туку и за музиката. Од УЈП најавуваат засилени инспекциски контроли за почитување на законот, особено во туристичките центри. Пред новогодишни забави во сите локали. Се јаде, се пие, се весели, но од УЈП потсетуваат, данокот мора да се плати. Најавуваат засилени инспекциски контроли, особено во туристичките центри. Ги повикуваат угостителите да издаваат фискални сметки. Целиот промет од пред новогодишните забави и новогодишните прослави да биде евидентиран, но и да имаат склучени договори со музичарите. Важно да се каже дека и доколку ангажираат физички лица, како музичари, естрадни уметници, па и диџеи да речеме, со нив треба да склучат договори за повремено и привремено вршење на дејност. Со склучувањето на договорот тие треба да направат и пресметка во системот на e-услуги, со што ќе го пријават и платат данокот, и со тоа тие се усогласени со законот за данок на личен доход. Исто така угостителите кои што сакат да изнемат штандови или да учествуваат на некои базари, при тоа да продаваат храна, пијалоци и слично, исто така треба за прометот да издаваат фискални сметки, односно да поседуваат фискални каси во доволен број на секое продажно место. Обврски имаат и физичките лица кои ќе продаваат на новогодишните базари, тие ќе платат паушал. Истано издавачите се должни да ги пријават приходите од сместување туристи и да платат данок на целиот остварен приход. Тие што издаваат соби, апартмани, вили и слично, треба приходот да го пријават во управата за јавни приходи, со тоа што ќе изготват електронска пресметка во системот на e-услуги. Без разлика дали тоа го прават непосредно или преку некои платформи на интернет, преку Airbnb, Booking, Facebook или слично, сиот тој приход треба да го пријават со поднесување на таа електронска пресметка. Таа електронска пресметка се разгледува во службено лице во УЈП, заедно со прилозите кои ги приложуваат за доказ за остварениот приход, и доколку е во ред, таа пресметка се одобрува, а со тоа му се генерираат и налози за плаќање. УЈП апелира сите даночни обврзници да се придружуваат кон законските обврски, бидејќи глобите се големи, се движат од 300 до 10.000 евра, а предвидено е и времено затворање на објектите. Пазарните инспектори да тргнат во вонредни контроли кај трговците, за да утврдат како цената на одредени основни производи е зголемена во изминатите 30 дена. Ова премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе го побара од Министерот за економија и труд. Ќе побарам од владата, односно од пазарниот инспекторат, една робусна, жестока акција, затоа што добивам информации дека некои од маркетите шпекулираат и се служат со трикови. Јас со трикови не функционирам. И тие кои што мислат дека ќе прават трикови, се лажат. Не може тоа што на нив им беше дадено како право и можност
за едни производи сега да го надоместуваат со зголемување драматично на некои други производи кои што ги користат граѓаните, како што е маслото, лебот, млекото, млечни производи, шекер, сол и така натаму, јајца и слично. Трикови не може. Тоа нема оваа влада да толерира и жестоко има да се справиме со овие кои што мислат дека не надмудриле. Нема такви кои што мислат дека со трикови ќе не надмудрат. Ја апелирам до големите трговски ланци да си го преиспитаат однесувањето. И ќе побарам од пазарниот инспекторат детална анализа како е покачена цената во изминативе 30 дена на новите производи. Срамот е ова што го прават пред празниците кои што доаѓаат. Во тек се подготовките за Бадниковата поворка во Охрид, во насока на негување на традицијата на православно празнување на Бадник, со пеење на православни црковни песни на 6 јануари, стотици деца низ охридските улици ќе ја пеат Вечниот Бог. Интересот за учество е голем, а покрај дечињата од Охрид и Охридско ќе учествуваат и деца од други градови од земјава. Во тек се подготовките за годинешната Бадникова поворка. Секоја сабота во спортската сала на основното училиште Христо Узунов, дечињата учесници во годинешната литија се подготвуваат за радосниот настан на 6 јануари, кога со пеење на песната Вечниот Бог и звезди во рацете кои ја символизираат Витлеемската звезда, ќе прошетаат низ охридските улици, најавувајќи го Христовото раѓање. Бадниковата поворка веќе 13 години ја излева радоста низ охридските улици. Децата имаат голем интерес и можам да кажам дека едва и чекаат да бидат учесници и да бидат како предвестници на овој голем христијански празник. Со оглед на тоа дека Охрид е туристичко место, па имаме продолжени викенди, многу учесници имаме и од страна од Охрид. Околу 1000 деца предходната година имавме учесници. Се надевам дека тој број ќе биде зголемен во оваа година, бидејќи децата многу си ја сакаат песната Вечниот Бог. Веќе сите од еден на друг ја пренесуваат, ја знаат и сакаат да учествуваат во овој настан. И мислам дека е голема радост и за децата и за возрастните. Во насока на негување на традицијата на празнување на Бадник со пеење на православни црковни песни, коледарчињата од Охрид и Охридско, од Дебрца, од Велгоштино и други градови од земјава ќе тргнат од црквата Света Ѓоргија во Горна Влашка Мала, па преку улиците Јане Сандански, Туристичка и Охридската чаршија ќе пристигнат на градскиот плоштад, каде ќе бидат дарувани со пригодни подароци. Па секоја година ја збогатуваме програмата, со оглед на тоа дека се усовршуваме, осознаваат луѓето, го засакуваат овој настан и сакаат сами да бидат присутни. Еве, предходната година, како и секоја година, беше Ѓоко Танески како предводник на Бадниковата поворка. Предходната година беше Христијан како пајак познат наш охридјанец. А оваа година имаме преговори со една позната виолинистка. Се надевам дека ќе биде присутна. Сакам да ја искористам оваа прилика, да ги поканам сите и родители, баби, дедовци, нека ги земат своите деца и внуци и нека бидат присутни сите, да нема граница на возраст. На градскиот плоштад денеска беше поставена и големата Божикна пештера која го символизира настанот на раѓањето на Исус Христос во Витлеем. Пештерата е подарок за градот Охрид од Бигорскиот манастир, а е дело на вредните монахињи од манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица. Агенцијата за храна и ветеринарство извршила 62 вонредни контроли за безбедност на новогодишните пакетчиња. Утврдени биле неправилности и изречени се соодветни прекршочни пријави. Инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство минатата недела извршиле вонредни надзори во магазини за пакување на новогодишни пакетчиња, маркети и продавници кои вршат промет со новогодишни пакетчиња. Во рамки на спроведените 62 контроли, утврдено е несоодветно означување на пакетчиња кај 4 оператори. Кај 3 вида на пакетчиња констатирано е дека на збирното пакување нема наведено рок на траење, односно датум на минимална трајност на производите кои ги содржи новогодишното
спомнатото пакетче, поради што наредено е повлекување на истите од промет. Извршен е преглед на содржината на 62 новогодишни пакетчиња. Кај 2 вида на пакетчиња најдени се производи со изминат рок, како и со краток рок на траење до 12 месец годинава. Констатирани се и органолептички промени на производите во збирните пакувања кои се со уреден рок на траење. На операторите, кај кои се утврдени неусогласености, наредено им е повлекување на пакетчињата од промет и нивно уништување. За констатираните неправилности издадени се решенија за нивно отстранување, а изречени се и соодветни прекршочни пријави, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Одбележани 100 години од смртта на охридскиот револуционер Петар Чаулев. Во славната илинденска епопеја младиот Чаулев бил војвода и раководител на Охридскиот револуционерен комитет. Учествувал во Балканските војни и Тиквешкото востание, а бил и креатор на Охридско-Дебарското востание. Во спомен куќата на Христо Узунов вчера беа одбележани јубилејни 100 години од смртта на Петар Чаулев, истакнат охридски револуционер и војвода. Во името на локалната самоуправа пред присутните се обрати председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски. Личноста на Петар Чаулев е цврсто врзана за автономна и автентична борба на македонците за слободна Македонија. Во таа смисла, тој до крајот на својот живот останал верен на својот подпис на Мајскиот манифест, кој предвидувал обединување на сите партии и фракции во борбата за ослободување на Македонија. Многу години подоцна, идеалите на Чаулев за слобода ќе се реализираат преку големата антифашистичка победа во Втората светска војна и конечното ослободување на Македонија. Ние како генерација и оние кои ќе дојдат после нас, секогаш со посебен пиетет ќе се сеќаваме на големото револуционерно дело на Петар Чаулев, истакна Божиновски. Настанот беше збогатен со историски осврт кон ликот и делото на револуционерот преку драмата Последниот лет на Чаулев во изведба на учениците од Охридската гимназија во адаптација на професорот Михаил Патчев. Завршено геофизичкото скенирање на предисториски локалитети во Охридско-Преспанскиот регион и Пелагонија, информираат од Центарот за истражување на преисторијата. Центарот за истражување на предисторијата информира дека неодамна е завршено геофизичкото скенирање на предисториските локалитети во Охридско-Преспанскиот регион и во Пелагонија. Скенирањето било извршено на неколку неолитски, енеолитски и бронзено-добни тумби и палафити, при што бил направен и увид во просторното уредување на овие населби. Резултатите од истражувањата покажале дека тумбите и наколните населби се подеднакво обкружени со ровови и имаат линеарен распоред на градбите. Тоа дополнително ја потврдува комплексната организација на предисториските локалитети и овозможува подобро разбирање на архитектурата, просторното планирање и општествените процеси во различни етапи на овој период, велат од Центарот за истражување на предисторијата. Во текот на изминатите години ЦИП има скенирано 20 на предисториски населби, што овозможува нивна трајна заштита и прецизно планирање на идните истражувања. Со помош на примената на геофизичкото скенирање се добиваат екзактни податоци за позицијата на архитектонските обележја присутни на локалитетите. На тој начин се обезбедуваат информации со што ќе се оневозможи нивно оштетување или пак може да се предвиди нивно прецизно истражување во иднина. Геофизичкото скенирање на предисториските локалитети во југозападниот дел на Македонија е поддржано од Министерството за култура и Фондацијата за проучување и заштита на тумбите. Носител на проектот е Центарот за истражување на предисторијата, а скенирањето е направено во соработка со Завод и музеј Охрид, Завод и музеј Битола, Завод и музеј Прилеп и Принципат од Краков. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатен ден.